Поштовани гледачи на Македонска телевизија, добар ден. Еве го и последниот надпревар во годинашната сезона, прва историска во рамките на регионалната СХ лига. Надпревар во кој што ќе ги видиме двата најдобри македонски клуба, актуелниот шампион на нашето првенство, Металург и екипата на Вардар Про, големи ривали кои што доаѓаат од главниот град на Република Македонија, ривали кои што беа меѓу 12 екипи од 6 земји во рамките на првото издание на југоисточната ракометна лига, југоисточна Европа. Ракометни клубови кои што дојдаа до самото финале со пласманот во Final Four заедно со Загреб, Кроација осигурање и Татран од Прешов. Вчера, знаете, нашите два клуба успеа да слават тесни победи, најпрви Металург против Татран 26-25, а потоа Кроација осигурање, Загреб големиот фаворит и домаќин на овој турнир загуби од Вардар Про 30-29 беше за нашиот представник. Ова е сега представување на ракометарите на Вардар Про, каде што единствена замена во однос на вчерашниот состав е отсуството на голманот Абаджич, кој имаше мала минутажа. На негово место е Чаневски во составот, а сите други предпоставува дека Милич и Чаневски се нашата голманска двојка. Стоилов, Ојлевски, Марковски, Николич, Симович, Додер, Вујович, Куковски, Собол, Петрич, Јовчевски, Лазаров, Карачич и Абутович е изборот на Веселин Вујович, што ќе се обиде во Загреб да стигне до првиот трофеј во СХ лигата. Секако, ова беше сега, значи, представувањето на ракометарите на Вардар Про. Штета е што нема публика, меѓутоа Загребчани очекува да е наполна Загребска арена, 15.200 капацитетот на оваа прекрасна спортска сала, но Веселин Вујович им ги помати сметките, го надмудри Ивица Оберман вчера во второто полуфинале. Екипата на Вардар Про сосема заслужено се пласира во финалето, каде што ќе игра против Металург. Еве да видиме со кој состав екипата на Металург на овој мач. Голманската двојка стандардна, Станич и Ангелов, во составот Левов, Димовски, Маркович, Неумовски, Георгиевски, Козлина, Манасков, Миркуловски, Марковски, Златко Мојсовски, Наумче Мојсовски, Стојчевски, Јоновски и Алушевски, тренер на екипата Лино Червара. Единствена дилема останува дали ќе се појави вечер на пресконференцијата по овој надпревар. Мислам дека ќе го видиме само во ситуација ако победи конец Металург, затоа што во претходните денови го праќаше својот помошник Александар Петровски. Да, судине на надпреварот се Матија Губица и Борис Милошевиќ од Хрватска, делегата Јосип Посавец исто така од Хрватска заедно со Душан Поповиќ од Босна и Херцеговина. Само да напоменеме дека претходно во мечот за третото место екипата на Татран од Прешов славеше со загуби 29-31 од Загреб, Кроација осигурање. Екипата која што е домаќин на овој турнир, големиот фаворит, на крајот мораше се задоволи само со победа во утешното финале. Веселин Вујовиќ и Лино Червар, двајца познати стратези, стручњици. Веселин Вујовиќ некогаш најдобар светски ракометар некаде пред 2,5 и повеќе децении. Освои се што можеше да се освои како ракометар долго време со одредени прекини во Вардар Про. Лино Червар, знаеме, освои и олимписки златен медал со хрватската репрезентација, медалисти од светски и од европски шампионати, творец на оваа генерација на Загреб, Кроација осигурање некаде пред 2 децении, но ово последниве 2 сезони одличен на клупата на Металург. И што може да очекуваме едно големо ривалство? Денеска никој овде барем не сака да прогнозира кој има предноста во овој дуел на македонските екипи во ова југоисточно европско финале. Но само ако ја консултираме статистиката, вели дека во последните 11 средби Металург бил многу поуспешен. Впрочем, тоа го потврди и со двете освоени едно подруга шампионски титули. Значи, 8 победи, 2 нерешени средби и само еден пораз за Металург во последните 11 надпревари. Но нема да заборавиме, оваа сезона овие два наши клуба се сретна еднаш во рамките на СХ лигата. Беше неизвестно до крајот. Акцентот беше ставен врз одбраните, на крајот 18 од 18 резултатот кои беа задоволни и двете екипи, но нешто јасно вечерва мора да има победник. Да, Зоки, но треба да напоменеме дека Металург одлично стартуваше во сезоната, играше во Лигата на шампионите, за разлика од Вардар кој што почна некако бавно да ја темпира формата, полека го заселуваше својот состав, загуби во раната фаза во купот на ЕКФ од извиџач од Љубошки, има многу помалку одиграни надпревари во меѓународна конкуренција, ако се изостават овие од СХ лигата, и делува Вардар некако во нагорна линија кога во прашање е подигнувањето на формата, за разлика од Металург, чии што главни играчи, например, вчера не пружија она што се очекуваше од нив. Пред се Наумче Мојсовски кој постигна само еден гол, биеше 5 пати, Филип Миркуловски 2 пати погоди од исто толку обиди, меѓутоа генерално најмногу поради искуството на Лушовски, на Маркович во првото полувреме кој постигна најголем дел од своите 6 погодоци и на Козлина во второто кој што на крајот го постигна и оној последен погодок на 15 секунди до крајот. А еве ги големите пекари. Тука е најголемиот, но одиме сега со 1 минута молчење во чест и спомен на онаа трагична несреќа на 5 мината загинати на Железарското езеро крај Скопје
Hrvatska, Makedonija i Moldava počet. Zato и некако не можеме да се израдуваме на овие успеси на нашите ракометни клубови, инаку сите тука и оддаваат почит и на екипата на Вардар Про и на Металург за своите игри во сезоната и особено за полуфиналето, но почеток на мечот Вардар Про го има првиот напад, да видиме како ќе функционираат пред се. Додер тука е во главна улога од бековските позиции и секако одличните поединци кои што ги имат буквално на сите позиции. Вчера и Филип Лазаров беше мощно продуктивен, 3 од 3 имаше во своите акции во нападот. Така е, тешки се малку овие моменти, особено кога знаеме што се случува во нашата земја, а не сме таму, но во секој случај ќе се надоврзам на оно што го спомена денеска премиерот во својата изјава, вели ќе ги казни правдата, но ќе ги казни и Господ на овој навистина празничен ден. Како и да е, Вардар не успеа во првиот напад, ќе се обидеме да го надминеме сето тоа, да се концентрираме на спортот. Ретка можност, единствена, историска, два македонски клуба еве во оваа прва сезона во југоисточна ракометната лига да играат меѓу себе во борба за првиот трофеј и секако да се влезе во историјата токму на тој начин. Не успеа Вардар во првиот напад, со помош на пречката го одбрани Станич својот гол, ја забележа првата интервенција, сега на спротивната страна Наумче Мојсовски задржан од Абутовиќ, меѓутоа одличен Марковиќ го постигнува првиот гол и го отвора резултатот со водство на Металург со 1:0. Очекуваме жестока битка. Впрочем, секогаш е имало многу жар, многу борба, многу ривалство во надпреварите меѓу Металург и Вардар Про. Тоа се двата наши најдобри клубови, можеби според бројот на освоени титули, според бројот на триумфите во Купот на Македонија. Вардар е во предност во последните 2-3 сезони. Металург избива во преден план и од тука желбата на вардарци да се врати тој примат, барем што се однесува до тоа ривалство во македонското првенство, но еве се префрли и на меѓународната сцена во рамките на оваа СХ регионална лига. 9 метри Марковски ќе уфрли во игра, Вујовиќ на позицијата централен бек, Симовиќ почнува десно, токму тој е во налета, меѓутоа има прекршок одново за 9 метри, Губица и Милошевиќ од Хрватска, ги видовме во представувањето, го судат овој надпревар. Собол сега одвојува на линијата од 6 метри, се отворали простор, така е обид. Беше тоа на Куковски, меѓутоа непрецизен, одново Куковски со топката сега во добро поставениот блок. Два блока досега, една статива, тоа значи добро поставено одбраната на Металург или пак не се добро наместени нишанските справи на бековите на Вардар Про. Не го вида тоа нашите гледачи, меѓутоа Јоновски кој ја напушти играта затоа што најчесто игра во одбраната, доби честитки веднаш на клупата од Александар Петровски, од Левче Китевски, едниот помошник тренер, другиот директор на екипата на Металург. Козлина комбинација со Наумче Мојсовски, Марковиќ на десната бековска позиција, Ѓоргиевски и Манасков се на крилните позиции, а Левко Наумовски почнува на линијата од 6 метри. Тоа е првата постава со која го отвора овој надпревар стратегот на Металург Лино Червар. Имаше тука жесток дуел, да видиме за кого, најверојатно за Бутовиќ, само усна опомена, меѓутоа под закана на пасивен напад ракометарите на Металург, затоа ќе мора брзо завршуваат. Наумче Мојсовски бие над голот на кој се наоѓа Милич, 198 сантиметри, 129 килограми е новото име во екипата на Вардар Про, дојде на местото на Борко Ристовски, кој кариерата продолжи во Германија. Би требало да представува големо засилување Милича, реков го нема Абаджич во составот за денешниот надпревар. Градимир Чаневски е втор голман, сега одличен удар на спротивната страна, она што не му успеа предмалку Симовиќ за изравнување на 1:1. Инаку и до сегашните три надпревари, вчерашните полуфинални, како и мечот за третото место во кој споменавме, Загреб го собла Татран 31-29, донесеа многу неизвестност до самиот финиш на надпреварите и впрочем можеби сето тоа беше најава дека и на овој надпревар ќе следиме многу неизвестност. Ако се надоврзаме и на оно што го споменав, 18 салата во автокоманда во рамките на 11-тото коло од СХ ракометната лига на крајот на ноември минатата година. Од тогаш нема меѓусебен дуел. Сега Наумче Мојсовски, навлечен од Симовиќ, прави пробивање, а да видиме кој таму попречи. Има жолт картон затоа што се обиде Левко Наумовски да спречи брзо да се трансформираат во напад ракометарите на Вардар Про. Поштеден е Наумче Мојсовски, игра само во нападот. Еве го претходно не успеа тука да исконтролира. Се гледа дека не е
баш во идеална форма, инаку истакна во таборот на Металург дека има 10 репрезентативци заедно со Станич кој беше за репрезентацијата на Србија минатиот викенд во оние олимписки квалификации, што сигурно и физички и на психолошки па и на емоционален план многу значеше. А Вујовиќ греше, испуста топката, чиста контра и нема дилеми. Манасков погодува. Манасков сигурно еден од најбрзите ракометари, можеби најбрзиот 19-годишниот крилен играч на Металург. Еве сега веднаш Вардар организира напад, ќе има 9 метри. Инаку го споменавме Мојсовски, сега ќе потсетиме дека под знак прашалник беше неговиот настап на олимписките квалификации во Гетеборг поради болка во коленото. Беше снимено сето тоа на магнетна резонанца, се покажа дека нема проблеми со лигаментите, меѓутоа со болки под инекција ги одигра квалификациите и сето тоа остава секако траки од тука оваа поштеда. Сега Станич стигна до својата втора успешна интервенција. Добро, некако го почна одбраната на Металург овој надпревар. Иако е само старт на мечот, три удари кон голот на Станич. Акцентот ќе биде на одбраните, еве само 3 постигнати погодоци, а веќе се игра така почеток на 6-та минута. Симовиќ постигна еден погодок, Вујовиќ 3 пати се обидени, еднаш Куковски 2 пати биеше, исто така без постигнат гол. Манасков и Марковиќ со странствот на ефикасност по еден упатен удар. Мојсовски само не успеа да погоди, Станич 2 интервенции, Милич за сега без интервенција. Тоа е она скромна статистика по овие. Да, она скромна статистика, интересно што Вардар си упатија двојно повеќе удари, 6 пати биа, но тоа е резултат на блокадите што ги прави ракометарите на Металург и оние стативи што ги гаѓа ракометарите на Вардар. Еве конечно погодок за Наумче Мојсовски. Оние неколку промашувања во второто полувреме пред себе. Успеа да вчера дојде на 6 метри, еве го тој момент и патен да изнуди и жолт картон, опомена за еден од ракометарите на Вардар Про, кои не успеа тука да го спречат. Тоа е играта што ја форсира Мојсовски, го нема Миркуловски за сега на теренот, но реков тоа се двајца ракометари кои според својот стил успеваат да стигнат до линијата од 6 метри. Сега неуспешна комбинација кон Никола Марковски на линијата од 6, затоа Козлина форсира човекот тој што му донесе победа на Металург во вчерашното полуфинале, а така и продолжуваат во исти стил ракометарите на Металург. Ако играат Козлина и Марковиќ, очигледно да бидат во елемент како што беа вчера, например Марковиќ во првото, Козлина во второто полувреме, со помош, например, која што недостасуваше вчера од Наумче Мојсовски, од Филип Миркуловски во текот на надпреварот, тогаш Металург во принцип би требало да е во предност, но да видим. 4:1 за сега. Еве Вујовиќ во разговор со голманот Миличе, воопшто не гледа што се случува во нападот, меѓутоа има доста проблеми екипата на Вардар Про со одличната одбрана. Само ќе потсетам во оние надпревари вкупно 11 одиграни во последните 2-3 сезони. Да го проследиме овој удар, Станич стигнува до третата успешна интервенција. Главно одбраната на Металург беше таа што ги решаваше надпреварите и ги донесе оние 8 победи и 2 нерешени средби. Реков, само еднаш Вардар Про успеа да го совлада Металург. Да, така беше и оваа сезона во СХ лигата, например, и во лигата на шампионите, каде што Металург имаше одлична одбрана, плюс има подолга клупа. Од сите тие перспективи гледано и вчера без голем придонес на дел од своите клучни играчи и слабите одбрани на Станич повторно дојде до победа против Татран. Тоа е одлика на големите екипи. Тоа го направи Металург против Татран вчера. 5:1 веќе. Ако почне израмнето, еве Металург веднаш успеа по 2 минути по оние 2:1 да стигне и до веќе значајна предност од 4 погодоци, 5:1. Ево го гледаме Миличе, не може секако да биде задоволен од она што му се случува на почетокот. На брзина за само 2 минути прими 3 погодоци, меѓутоа треба да реагира подобро веројатно и одбраната на Вардар, затоа сега возвраќа Додер на одличен начин, 5:2, инаку Додер се наоѓа во одлична форма. Ќе потсетам само дека Вардар го доведе во своите редови од Босна 23 годишниот централен бек Карачич, меѓутоа ќе видиме колку шанса ќе добие овој надпревар, затоа што дефинитивно Додер покажа и на претходните надпревари дека се наоѓа во одлична форма. Почеток на 9-та минута, Козлина, Наумче Мојсовски и Марковиќ на дворешните позиции, на трешните остануваат исти Ѓоргиевски, Манасков и на линијата од 6 Левко Наумовски. Сето тоа за сега функционира. 3-2-1 зоната што ја форсира Веселин Вујовиќ, меѓутоа таму прави некој прекршок Симовиќ во дуелот со Левко Наумовски, само опомена. Го гледаме со број 20 Бутовиќ, и тој е специјалист за одбрана на онаа позиција преден центар во одбраната на Вардар, меѓутоа да видиме
Металург за сега немаше многу проблеми. Наумче Мојсовски, потоа прекашок бие над голот, меѓутоа ќе бидат вратени ракометарите на Металург на 9 метри. Ќе биде мелем за рана секако за Металург трофеј во регионалната лига, откако споменаа дека можат да бидат задоволни од она што го направија во оваа сезона, стигнаа најдалеку во Лигата на шампионите, досми на финалето каде што беа елиминирани од Загреб, па бараат сега од клупата на Вардар судиите да сигнализираат пасивен напад. Наумовски успева да ја прифати оваа топка, меѓутоа мора да се заврши акцијата. Мојсовски бие, лесен плен за Милич. Само прва интервенција во шестиот удар кон неговиот гол. Да, ова беше прва интервенција, меѓутоа имаше и премногу голема дистанца, не беше ни силен шут и очекуваше такво нешто, а сега Мојсовски таму нешто во вербална расправија, нема потреба за вакви моменти. Ова е СК лига, финале. Во секој случај влогот е голем, првиот меѓународен трофеј што една македонска екипа би го освоила. Нормално голем е влогот и да не зборуваме колку е ривалството, така што долго време сме ги гледали во изминатите неколку години овие ракометари, од кои што интересно дел од нив, како што беше и Наумче Мојсовски, своевремено го носеше и дресот на противникот. Затоа е ова ривалство уште посладко, можеби и победата за победникот. Така, по овој дуел меѓу Абутовиќ и Наумче Мојсовски, мала реакција од клупата на Вардар кон делегатот Јосиф Посавецот, тука овој мал прекин, сега подадена рака, опомена и од судиите дека не треба на таков начин да се реагира, меѓутоа добро. Тоа е тоа, обидно е веројатно и да се изврши мал притисок врз судиите, иако мислам дека двете екипи би требало да имаат коректно судење, особено што станува збор за македонско финале и неутрален терен, она што е регионалната лига и неутрален терен. Вујовиќ комбинација со Симовиќ, меѓутоа не успева да проигра. Металург тргнува во полуконтра. Марковиќ дали сам ќе завршува, на спротивната страна е Миркуловски на лес погодува. Сам Миркуловски, така е, повторно одбраната на Вардар доцнеше тука со поставувањето на одбраната 6:2, ова е два пати веќе 4 разлика во првите 10 минути. Металург доминира во овој надпревар, иако нешто не сменат ракометарите на Вардар, тешко ќе биде во продолжение, затоа што очигледно дека Металург игра многу поангажирано во однос на вчерашниот надпревар, а и Станиче во елемент има 3 одбрани од 5 обиди на противничките ракометари. Иако во меѓувреме Вардар и загуби неколку топки, вкупно 3 според официјалната статистика, Металург само една и како резултат на сето тоа овие 6:2. Да видиме што ќе донесе овој напад. Вујовиќ во обид, меѓутоа прави чекори. И одново нова шанса за Металург да го зголеми возлото. Имаше 5:1, сега 6:2 ја одржува во овие неколку минути. Таа предност од 4 погодоци разлика екипата на Металург, многу значајно на почетокот, меѓутоа реков има многу да се игра, Вардар никако нема да се предаде, иако барем последните дуели во минатата и предминатата сезона, главно одата во прилог на екипата на Металург. Сега Манасков во обид да удвои таму на линијата од 6 метри, да отвори простор за Марковиќ кој би и погодува. Одново, иако имаше двајца до него, никој не постави блок, многу брзо се ја подигна топката, Марковиќ и постигнува погодок, еве го тој момент уште еднаш, никој не му се приближи и ова беше нова мат позиција во која што екипата на Металург профитира веќе со 5 разлика. Ова е високо водство за еден ваков надпревар. Сигнал за Вујовиќ да го повлече Милича, кој засега остана само на една одбрана, ни одалеку не е на височина на поставената задача, барем на почетокот на мечот. Од тука Чаневски е сега на голота на екипата на Вардар. Вујовиќ во обид да дојде до линијата, меѓутоа Собол прифаќа топка и погодува. Прв гол за Собол намалува екипата на Вардар на 7:3, но и натаму и по 12 минути игра успеа Металург во надпревара во кој барем засега нема многу жестина и што не е својствено кога се Вардар и Металург во прашање. Така, меѓутоа тактиката ќе игра во секој случај голема улога, можеби такви се и советите, иако Металург со една мирна игра, со добри комбинации во нападот, засега успева да го гради резултатот во своја полза. Има +4 секако и напад, Козлина комбинација со Марковиќ, жестока битка меѓу Симовиќ и Левко Наумовски на линијата од 6. Козлина може да влезе. Имаше чекори тука. Ситен чекор плюс. Требаше да бие порано, откако забележа дека се отвори уште повеќе простор за да дојде на линијата од 6, направи уште еден чекор, што секако го санкционираат судиите од Хрватска. Додер комбинација со Абутовиќ кој останува на левата бековска позиција. Симовиќ можност да бие, меѓутоа само за Ојлески на левата крилна позиција. Еве конечно убава комбинација за Марковски.
го постигнува својот прв погодок, намалува на 7:4, му беше потребна оваа мини-серија на Вардар. Да, му беше потребна и добре што почна таму со десно крило. Јовчевски постигна гол во претходниот напад, сега се создаде тука позиција за кружниот нападјач. Ова е она што им недостасуваше на ракометарите на Вардар. Конечно успеа да го пробијат и од тие две позиции бедемот на Металург и сега од 7:4, односно од 7:2 сега намалуваат на 7:4. Попристојно делува некако оваа негатива. Во секој случај, има Вардар една искусна екипа, му требаше долго време на Вујовиќ во континуитет да ја подига формата на својот состав. Сега науче Мојсовски да видиме на што реагира, дали таму имало прекршок над него, така ја Бутовиќ ја подигна раката, заработува жолт картон, го гледаме со број 20, специјалист за одбрана во екипата на Вардар Илија Бутовиќ, има 23 години, играше во Партизан, потоа во Слован, а да видиме обид да биде проигран Ванчо Димовски, неуспешно. Прочитана оваа акција на екипата на Металург, тргнува во полуконтра Вардар, меѓутоа ќе имали можност завршница Симовиќ, дали тој ќе се реши да мине крај Козлина или повеќе одеше на издудување прекршок, го гледаме Козлина. Марковиќ за сега неефикасен во составот на Металург со 3 постигнати погодоци. Интересно, Карачич легува во игра, вчера го видовме малку и тоа во вториот дел. Сега Карачич ќе биде како организатор на игра, гледате, на фластер се оди на Додер. Беше и наш впечаток тоа дека Додер се наоѓа во одлична форма, не само во овие надпревари што ги следиме во финалето, туку и во неколкуте претходни што ги одигра екипата на Вардар Про, и од тука веројатно тоа го знаат и во таборот на Металург стручниот штаб, па од тука овој фластер на Додера, да видиме сега како Карачич ќе се снајде да организира играта. Има прекршок над Собол, не за исклучување, само за 9 метри во дуел со Наумче Мојсовски. До сега без исклучување, уште еден жолт картон. Меѓутоа овие опомени се навестување дека при следниот таков прекршок некој ќе мора да оди надвор, се ближи средината на првото полувреме. 14 минути 33 секунди, 7:4, по оние 7:2, мини серија од 2:0 на екипата на Вардар Про и напад за да се намали водството. Миркуловски ќе оди во игра во одбраната, Козлина го напушта теренот. Интересно ќе видим дали Металург и колку ќе може ракометарите на Металург да издржат во ова темпо, затоа што очигледно дека во оваа фаза, како рековме, дека Вардарци ја подигна играта, квалитетот на играта, меѓутоа и на физички план се подобри. Например, и вчера покажа дека во второто полувреме направи пресврт и држа до крајот против екипата на Загреб. Ќе видиме колку Металург ќе успее да го наметне, односно да го држи на темпо што го наметна од самиот почеток. Така, во секој случај ова е надпревар во кој нема да има многу калкулации ниту со физичката подготвеност, со штедењето. Миркуловски освоена оваа топка, Миркуловски затворен и да видиме нема гол, но ќе има исклучување за Собол. Собол ќе оди 2 минути надвор од игра. Мислам дека немаше тука ситуација да покажат судиите на 7 метри. Ќе остане Металург во напад, но со предност од играч повеќе во наредните 2 минути. Ванчо Димовски ќе уфрли од линијата од 9 метри, почел Левко Наумовски. Ванчо Димовски влегува во игра, еден од нашите најискусни ракометари во дресот на Металург, но и воопшто во дресот на македонската ракометна репрезентација. Мојсовски, Миркуловски и Марковиќ сега бековската тројка. На трешните позиции остануваат исти со младите Манасков и Гоце Ѓоргиевски на крилните позиции, реков со искусниот Димовски. Но одлично Тодор таму краде, да. Тодор демонстрира и одлична игра во одбраната, да видиме нема и тоа со играч простор за брза завршица, но еве ситуација за влез. Имовиќ погодува. Погодува во ситуација со играч помалку, одлично Додер во одбраната. Еве сега како да се чувствува по овие 15 минути, значи во втората половина од ова прво полувреме, таа физичка подготовка за која што зборувавме претходно, ќе видиме колку е Металург на ниво да ги одигра сите овие, да речеме 30 минути плюс 30 во второто полувреме во едно исто темпо. Впечаток е дека некако спласна во тој сегмент. Враќа за онаа серија по 1-1, стигна до 5:1 екипата на Металург, но потоа од 7:2 Вардар се враќа во игра, намалува на 7:5 со серија од 3:0. Иако под прекршок го упати овој удар Марковиќ, ракометарот од Цетиње, 203 сантиметри, секако еден од подобрите поединци во составот на Металург на она дефицитарна десна бековска позиција. Ќе има 7 метри, ново исклучување кој постави лакт. Судиите велат дека Бутовиќ ќе мора да оди 2 минути надвор од игра. Имаше уште 46 секунди до враќањето на прво исклучениот Собол, што значи сега ќе има 7 метри за Наумче Мојсовски, а потоа и тешки 46 секунди за екипата на Вардар Про со четворица ракометари во поле. Да, одзади таму Бутовиќ не беше коректно ова, ја казни својата екипа, инаку пред малку Чаневски имаше својата прва интервенција, сега пенал за Наумче Мојсовски.
сигурен реализатор. Мојсовски стигнал до својот втор погодок, 8 спрема 5 се како ова ќе биде можност Металург да се врати на онаа највисока предност што имаше од 5 погодоци разлика. 7-2, затоа што Вардар дефинитивно ќе мора да го заврши овој напад не со четворица, туку со тројца ракометари, затоа што Додер и натаму под притисок од Манасков воопшто и не може да учествува во играта. Карачич. Но затоа да видиме, убаво се излече Левов, односно Олески на удар, а веднаш следува казната на спротивната страна. Манасков погодува. Втор гол за Манасков, 9-5. Да, нова демонстрација на Манасков во неколку секунди само во трк. Во оваа контра, две проигрувања, веднаш топката до него, уште една контра, 3 од 3 имаат во против напади реализирани ракометарите на Металург и прават мини серија од 2 гола. Ако ништо друго, сега се врати едниот исклучен играч на Вардар Про. Така е, Собол оди на десната крилна позиција, Олески останува лево. Го гледаме Карачич, може ли тој сега да стори нешто повеќе, да преземе повеќе одговорност. Тешко се сноѓаат со противничката зона, еве го бие Карачич, меѓутоа му овозможува интервенција на Станич, веќе 50% процентот на одбраните удари на Станич. Не го забележувавме многу вчера во полуфиналето, но не може голман од рангот на Станич на 2 надпревара едно по друго да не биде на нивото што го познаваме, особено од настапите во екипата на Металург и секако во дресот на репрезентацијата на Србија. Наумче Мојсовски, убава комбинација, да видиме има ли овде пенал, така е. Убаво проигра Наумче Мојсовски со Миркуловски, не успеа да затвори токму Собол. Ќе биде тоа втор удар од 7 метри, Мојсовски пред малку без проблеми реализира. Да видиме сега повторно Наумче Мојсовски. Ја видовме таа ситуација уште еднаш, 17 минути 57 секунди игра, 9 спрема 5 плюс 4 и можност да бидат достигнати оние плюс 5 од 11-та минута кога Металург водеше со 7 спрема 2. Ќе се интервенира накратко на подот, доста се, барем за сега, чести овие прекини. 25 минути минуваат од почетокот на мечот, само 18 минути се активна игра, меѓутоа еве го Чаневски успева одлично Чаневски брани на пенал и имаше шанса Металург да валоризира ова двојно исклучување што се случи во изминативе 3 минути, нели комбинирано земено, да постигне и трет гол. Меѓутоа остана на таа серија од 2-0, сепак 9-5 голема предност во моментов, но да видиме дали сега Вардар се комплетира Вардар. Абутовиќ нема да се врати во игра затоа што Вардар е во напад, тоа значи дека Карачич е во моментов на негово место. На позицијата централен бек, Симовиќ е десно, Додер на левата позиција, Марковски останува на линијата од 6 метри. Еве сега можност, меѓутоа бавно одеше овој ролинг на Карачич. Само прекршок за 9 метри, Симовиќ, обит за Марковски, пресечена акцијата, меѓутоа Велко Марковски имаше ли игра со нога или пак прекршок, се едно. И натаму Вардар со многу проблеми, воопшто не успеваат ракометарите во црна комбинација да дојдат до позиција за удар. Симовиќ кон Марковски, тешка е оваа позиција. Тешка позиција, наречи си 8 метри таму од противничкиот гол. И веќе Вардар очекувано под закана, мора Додер на ваков начин, одлично поставен блок од Велко Марковски. Веќе трети или четврти блок е ова од бековските позиции, затоа некако и Вујовиќ не е расположен во вакви ситуации, нормално. Јасно е, свесен дека тешко ќе најде против игра за одлично поставената зона на екипата на Металург, особено што Металург пак од друга страна полесно доаѓа до погодоци. Да, сега Карачич го промаши голот. Карачич бие непрецизно, мало невнимание на Станич, меѓутоа не успеа ниту Додер, не стигнува казната на спротивната страна. Чаневски стигна до својата втора успешна интервенција, претходно одбрани пенал. Ојлески во осторастотна можност, Станич, шеста успешна интервенција. Ова се шанси кои не смеат да се пропуштаат. 3 од 3 досега во овие против напади има екипата на Металург, ова беше втора контра, а само една реализира претходно ракометарите на Вардар. Меѓутоа мислам дека квалитетот во овие 20 минути, значи една третина од целиот надпревар, е далеку зад она што го видовме во првите два надпревара вчера во полуфиналето. Далеку под квалитетот што го видовме во двата меча во кои и Вардар и Металург славеа за да се пласираат во ова големо финал. Јасно е дека не можеме да очекуваме многу убавина, особено овие дуеле кога играат двете наши најдобри екипи, но затоа можеме да очекуваме неизвестност, иако барем засега не е така. Како под конец функционира нападот на Металург, Георгиевски го постигна својот прв погодок. Да, вратија зона серија од 3-0, нели беше 7-2, потоа Вардар си 3-0, сега 3-0 направија ракометарите на Металург и
во последните 10 21-та минути. минута повторно доаѓаат на позитива Успет. од 5. Мора сега да побара малку помош од искуството. Тука Петрич на местото на Симович на десната бековска позиција. Додари натаму по притисок на Манасков, воопшто и не учествува во акциите во нападот на екипата на Вардар под прекршок од Велко Марковски. Петрич ќе остане Вардар во напад, меѓутоа реков барем според она што го следиме без Додар, кога на него се игра фластер, тешко оди организацијата, тешко Вардар доаѓа до позиција. Собол, комбинација со Карачич. Сега Петрич до Карачич, ќе има ли простор за удар Миркуловски? Нема тука елементи за исклучување, одлично се постави Миркуловски. Се гледа дека Карачич има добар одскок, дека е квалитетен играч, меѓутоа очигледно дека му недостасува малку повеќе соработка со другите играчи. Гледате постојано како да има движење повеќе, двоумење што да направи, дали да бие или да додаде, и тука тоа се одразува на она што го игра екипата на Вардар во овој напад. Па немаше доволно време можеби да се прилагоди на играта на екипата, на своите соиграчи, на тактиката што ја подготвува Вујовиќ. Тука Карачич е повлечен, Додар оди на сега на центар, а во игра е Филип Лазаров. Да, и Петрич е таму. Петрич, да видиме што ќе донесе сега оваа поставеност во нападот. Се повлекува сега Манасков. Не игра фластера веќе на Додар, но се повлече и зоната нешто поплитко на екипата на Металург и тоа носи резултат. Значи за секоја промена Металург има за сега одговор, иако токму Додар успева да спаси, да овозможи полуконтра. Петрич ќе завршували сам за Лазаров. Нема многу време, ќе се комплетира противничката одбрана. Собол бие погодува. Еве го вториот гол за Собол, 10-6. 22-та минута е во тек. Користат една полуконтра, коментарите на Вардар Про да го намалат водството на Металург. Лигашот пак од автокоманда и натаму продолжува со стабилната игра и нема причина да биде поинаку, нема потреба да се форсира брза игра, особено што тука може да дојде и до грешки, а за сега апсолутно нема потреба за такво нешто, затоа што овој позиционен напад и тоа како носи резултат. Мојсовски. Претходно беше играта прекината, 9 метри. Беше под прекршок, и ако дојде до одлична позиција, Мојсовски знае да ги упати оние негови карактеристични удари од лакт, како што велат ракометарите. Сега Филип Миркуловски. Добра позиција, Марковиќ. Уште еднаш мат позиција, одново за доцнија таму, не презеде никој и едноставно овие 9,5 метри за еден снайперист како што е Марковиќ или Козлина не се проблем, затоа лесно доаѓа до погодоци. Сега Филип Лазаров не успева да погоди, одлична интервенција на Станич, аут за Вардар. Марковиќ 4 од 400 ефикасност, но Станич што е интересно. 54, Наумовски да, 1 од 1, Георгиевски 1 од 1, Манасков 2 од 2, Миркуловски 1 од 2 и Мојсовски за сега троши најмногу топки, 2 од 5, 7 интервенции на Станич. Апсолутно статистиката оди во прилог на ракометарите на Металург, но нема зошто да не биде така, затоа што се отсликува сето тоа и низ резултатот 11-6, 24-та минута. Козлина е надвор од игра. Сега бековската тројка продолжува онака како што беше и предмалку со Миркуловски, Наумче Мојсовски и за сега најефикасниот со 4 постигнати погодоци Жарко Марковиќ, 25 годишниот црногорски интернационалец во редовите на екипата на Металург. Бараше квалитетен десен бек. Металург го најде токму во Марковиќ, кој пак истакнал дека е презадоволен од односите во составот. Еве го Марковиќ, токму тоа и го демонстрира со својата игра. Тоа што го зборувавме, уште еднаш Марковиќ е расположен, 5 од 5. И ако вака продолжат, нема да има неизвестно финале, како што очекувавме и посакувавме. На крајот на краиштата два македонски клуба во финалето на СХ лигата, 12-6. Ова е тајм-аут, сосема логична реакција по овие двојно повеќе постигнати голови на Металург во однос на Вардар Про. Не знам, ние не слушаме Зоки, но ќе ги оставиме гледачите да го слушнат коментарот на Веселин Вујовиќ. Значи, тоа е испод сваког критериума рукомет кој играмо данас. Ало, ko vam je rekao da igrate individualne akcije? Počeo je Stevan sa 2 individualna šuta, pa je nastavio on, pa ste nastavili. Ko je vama rekao da igrate individualne akcije? A? Ko je rekao i zašto ste svi ovakvi pali? Ajde, tipa, ajde, ne, 6 razlike, ajde. Halo, ajde. Halo. 12-6 во 24-та минута или на низиниот истек. Значајна, огромна би ја нарекол оваа предност на екипата на Металург
во дуелот против Вардар Про, но се навратив на оние мечеви наназад, особено во последните две сезони. Металург знаел да слави убедливо против Вардар, например на 14 октомври 2010-та 28 спрема 20 на 13 април 2011, минатата година Металург го совлада Вардар Про со 29 спрема 19. Станич продолжува со серијата интервенции, вкупно 7, а Металург ќе го запре нападот. Само оние чисти 100% позиции за контра ги користи Металург, што видат дека не се во таква позиција, многу смирено, многу умно ги запираат нападите, се вршат оние измени од клупата кога екипата е во напад и сето тоа во повеќето случаи резултира со сигурна реализација. Да видиме како ќе биде сега. Манасков, Миркуловски, Наумче Мојсовски, сега излегува на него Абутович, прави прекршок. 5 минути остануваат до крајот на првото полувреме. Се подлабока зоната што ја форсираат ракометарите на Веселин Вујович, не доаѓа Наумче Мојсовски, затоа што Стоилов одлично одигра во одбраната. Ќе мора да се врати на линијата од 6 метри зоната на Вардар Про. Марковиќ обит преку блокот, меѓутоа во Стоилов, а имаше ненамерна игра со нога, но во секој случај двојно водење од Наумче Мојсовски, полуконтра на спротивната страна. Петрич може ли веднаш да се дигне на шут? Не. Сега како никој да не сака да ја преземе одговорноста во екипата на Вардар Про 12-6, веројатно советите на Веселин Вујовиќ беа да се стабилизира играта во нападот, меѓутоа забележувате одново Фластер Манасков игра над Додар, а одново многу проблеми, нема простор за влез на Собол, иако атрактивна беше ова асистенција од Петрич, сега беше сврте Манасков со грб, тука не успеа да ја казни оваа грешка. Собол убаво се уфрли, меѓутоа Станич прави фантастични интервенции, да. Еве продолжува полуконтрата и сега малку сакаше што промаши, да, и атрактивно Манасков да ја заврши оваа акција. Греши, останува 12 спрема 6. Да, ќе превртеше голот, можеби излезе малку за момент од она тежиште, меѓутоа се врати повторно на конструкција. Инаку забележливо е Зоки дека како да се плашат од одговорноста кој да бие. Видовме претходни Петрич имаше можност кога играше таму за крилото, претходно и Филип Лазаров не се осудија да бијат. И сето тоа како резултат на одличната одбрана на Металург, особено на голманот Станич кој што има 60% одбранети удари, сосема спротивно во поглед на она што ги имаше вчера, само 6 од 29 удари или само 21%. А еве и зошто никој не сака да преземе одговорност, затоа што Вардар во нападот од 9 метри има 2 постигнати погодоци од 13 обиди, значи сега бековите се под страшен притисок. Станич е одличен на голот на Металург, веројатно лесен плен би биле тие удари доколку не се направи убав блок и од тука реков многу калкулантска игра што може да му се освети на составот на Вардар. Крилните играчи ретко добиваат шанса, исто така кружниот напаѓач и сето тоа сосема јасно говори зошто во последните 3 минути Вардар од овие 30 минути кои што полека се ближат кон крајот постигна само 6 гола. Мојсовски бие, се врати Милич на голота, стигна до втората интервенција, сега контра за Собол, имаше прекршок, има исклучување дефинитивно. Да, со многу чувство и пад судиите, да, го оставија да заврши акцијата. Коздина оди 2 минути надвор од игра, Собол го постигнува својата... Интересно е прво исклучување. Трет во редовите на Металург. Погодок од 4 обида, прво исклучување во екипата на Металург, 12 спрема 7 на малено водството, натаму предноста убедлива. Да видиме сега на 2,5 минути до крајот на првото полувреме, дали Вардар ќе успее да профитира, да намали нешто од оваа негатива. Со број 24 Стојчевски сега на позицијата централен бек. Абутович излегува далеку на средината на теренот над него, но сепак Ево Стојчевски успева да прифати, да изуди прекршок. Видовме колку има потенцијал кај Стојчевски во оние надпревари во кои што беа повредени Мојсовски и беа поштедени Миркуловски пред се оние кои што се главни на позиција на среден бек, иако Стојчевски знае да игра и на позиција на лев бек, има одличен одскок. Штета што вчера не го видовме. Многу силен удар и многу подвижен ракометар, токму во ваква ситуација кога треба да се задржи, да се изнуди прекршок, тоа е причината Стојчевски сега во игра. Веќе минуваат 50 на секунди од казната на Коздина, меѓутоа стига до своја интервенција во вистински момент, се развива и натаму полуконтрата. Додар, ево чиста ситуација, Ојлески бие погодува. Еве сега како Вардар профитира со серија од 2-0 во ситуација кога се соиграч повеќе. Така направи Металург кога има човек повеќе, а потоа уште еден.
и од тука почна оно одлепување резултатско. 12-8. Така, по оние 12-6 сега далеку попристојно изгледаат овие 12-8, особено што Металург и следниот напад го завршува со ракодар помалку, затоа што 55 секунди забележувате, остануваат до враќањето на Козлина во игра. Вардар успеа претходно да се одбрани топка, да и секако да стигне на негатива, многу поприфатливо од оние -6, -4. Еве сега една грешка. Да, еве сега и контра. Прекршок Којлевски, одново контра и одново сигурен. Еве и 3-0, од оние -6 доаѓаат на -3. Ова е оно што зборувавме. Вардар може би игра полошо, понеповрзано, понесигурно, Станич одлично брани. Меѓутоа, во ситуација кога може да демонстрираат дека се одлично физички подготвени, тоа го прават вардарци и ова им дава секако шанса, затоа што останува една минута до крајот на полувремето, во второ полувреме да се обидат да направат и пресврт можеби. Еве и овој нереализиран зицер на Ванчо Димовски, ако го погледна Матија Губица, дефинитивно можеби тука имаше прекршок, меѓутоа беше во непосредна близина судија. А уште 3 секунди има за напад, Којлевски до 4. Еве гледате, за 2 минути неполни Вардар постигна 4 гола, претходно за 27,5 минути има постигна само 6 годици. Неверојатно. И сега е повторно во игра. Максимално профит Вардар проводи исклучувањето поред на после мушчко беше надвор од 20 секунди не дала до крајот, но Червар прекина оваа серија, го користи своето право на тајмаут, ќе остана 22 секунди евентуално по 4 гола на Вардар да го постигне 13 во финиш. Драги осмооделенци, спортски таленти и влюбеници во спортот, стартува потрагата по спортска надеж на Република Македонија. Стартува проектот за нови паралелки во државното средно училиште Методија Мидевски Брицо, во кој што ќе се образуваат и тренираат најдобрите таленти во фудбал, ракомет, кошарка и тенис од цела Македонија. Учениците ќе бидат подложни на посебен третман и програма за образование и тренинг. За работата со нив ќе бидат ангажирани стручни тимови составени од тренер и негов заменик, физиотерапевт, како и меѓународни тренери. Секој што има квалитет, има и можност да се запише. Кандидатите за упис ќе бидат селектирани од страна на стручната комисија, а секој што ќе успее да се запише, ќе добие стипендија Спортска надеж од страна на Агенцијата за млади и спорт. Селекцијата ќе се врши по региони низ целата територија на Република Македонија и ќе се одвива во 3 фази. Скаутирање од стручни лица, селекција од стручен тим и последна фаза, тестирање на психофизичките способности од страна на стручната комисија. Селекцијата е почната. Побрзајте и информирајте се. Учениците кои ќе бидат примени, а не се од Скопје, ќе им биде обезбедено сместување, храна и превоз до училиштето и до спортските терени. Целта на проектот е учениците да се оспособат да постигнуваат врвни спортски резултати и да се подготвуваат од рана возраст за да бидат членови на националните селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис. Ако си загреан, пријави се. Ако си најдобар, докажи се. Повеќе информации на веб страната на Министерството за образование и наука.
За модерна и европска администрација го зајакнавме механизмот на прибавување податоци, документи и слично по службена должност. Кога еден граѓанин има потреба да извади некој службен документ, за чие издавање е потребно поседување на други документи кои ги поседуваат други државни органи, тој треба да поднесе барање само до институцијата која ја издава службената исправа. Потоа самата институција ќе има обврска да ги прибави сите останати документи од другите институции и на граѓанинот да му го издаде документот без тој да шета од шалтер до шалтер, да губи време, енергија и да плаќа скапи услуги. Например, ако граѓанинот аплицира за бесплатна правна помош, треба да пополни само образец кој ќе го достави до Министерството за правда. Потоа, обврска на Министерството е да се обрати до Централен регистар за потврда дека граѓанинот нема фирма на свое име, до Заводот за пензиско осигурување за потврда дека не прима пензија, до Управа за јавни приходи за потврда дека граѓанинот нема остварено дополнителни приходи и така натаму. Граѓанинот на прво место. Реформа на администрацијата. Повеќе информации на mioa.gov.mk. Вака